Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести за првиот ден од оваа работна недела. Летото е идеален период да се доведе телесната тежина на нормала, повеќе физичка активност, повеќе течности и помалку калорична храна. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, во последниве години значително е зголемен бројот на граѓани со прекумерна телесна тежина, а особено бројот на дебели деца. Ако временските прилики беа оправдување за поголемиот број на граѓани за останување во домовите и лежење пред телевизорите, сега со затоплување на времето веќе нема причина зошто повеќе време да не поминеме на отворено во спорт и рекреација. Летото е идеален период да се доведе телесната тежина во нормала, повеќе физичка активност, повеќе течности и помалку калорична храна. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во последниве години значително е зголемен бројот на граѓани со прекумерна телесна тежина, а особено бројот на дебели деца. Ќе ги скомбинираме двете, лошата исхрана, нездравата исхрана, заедно со секојдневното седење, лежење, физичка неактивност, го добиваме рецептот за покачена телесна тежина. Најважното е да направиме лична одлука дека сакаме да ја смениме таа состојба. 150 минути физичка активност, макар и пешачење, ништо повеќе. 150 минути на недела се одличен почеток за да се справиме со зголемената телесна тежина. Како последица на лошата исхрана и слабата физичка активност, смртноста кај македонците од кардиоваскуларни болести е високи 60%. Во последниот извештај на Институтот за јавно здравје е наведено дека во 2016 година во споредба со 2010 година телесната тежина кај машките деца е зголемена за 1%, односно ако пред 8 години 19,5% од момчињата биле дебели, пред 2 години 20,5% од момчињата биле дебели. Кај девојчињата, ако пред 8 години 11% биле гојазни, тој процент до пред 2 години пораснал за уште 2%. Ние имаме 60% смртност според официјалните податоци од Институтот за јавно здравје од кардиоваскуларни болести. За сметка на тоа, во Франција, например, од прилика до 25% се движи смртноста од кардиоваскуларните болести. Во многу европски земји, малигните болести, смртноста од нив, го има земено првото место за сметка на кардиоваскуларните болести. Ние сме многу далеку од тоа. Тоа укажува на фактот дека начинот на живот, животниот стил кај нас е многу лош. Летно време во Македонија е релативно лесно да се јаде здраво, бидејќи има многу поголем избор на овошји и на зеленчук, на интегрални жита. Местните преработки како чајни, салами, шунки треба да се избегнуваат, односно во лето исхраната да се базира на растителна храна, советуваат од Институтот за јавно здравје. Изминативе неколку дена полицискиот билтен има регистрирано тешки филмски кражби на маркети во Тетово, каде се користело и огнено оружје, а ограбени биле и случајни муштерии кои купувале во еден од маркетите. Полицискиот билтен регистрира физички напад врз вработен во подрачната единица на Министерството за земјоделие во Тетово. Во маркет во Тетово, лоциран на булеварот Индустријска, во саботата непознати лица маскирани извршиле разбојништво, користејќи пиштоли со закана кон вработениот. Ги одзеле парите од дневниот промет во вредност од околу 500 евра. Од пријавителот одзеле мобилен телефон и на 3 лица од Тетово кои биле во маркетот. По извршеното пребарување им одзеле 2 мобилни телефона и 2200 денари пошто го напуштиле местото на настанот. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите. Ден претходно разбојници ограбили уште еден маркет во Тетово, лоциран на улицата 109. Околу 10 часот непознато лице кое дошло со скутер и вооружено со автоматска пушка одзело возило на агенцијата за обезбедување. Двајца вработени во агенцијата носеле парични средства за потреби на маркети. При тоа откако едниот од нив влегол во продавница на улица 109, во истиот момент напаѓачот прво го удрил со возачот и потоа го стартувал возилото и се упатил во непознат правец. По преземените мерки возилото било пронајдено на улицата до Смилевски бато, а до извршениот преглед на возилото констатирано било дека било одземена една торба во која имало пари од прометот кој претходно бил собран. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Полицискиот билтен бележи напад на вработен во подрачната единица на Министерството за земјоделие во Тетово, додека вработениот извршувал работни задачи. Непознато лице незадоволен од неговата работа започнало расправија со него. По кратко време лицето повторно се вратило и со остар предмет на вработениот му нанело убодна рана во пределот на десната подлактица. Повредениот сам се упатил во клиничката болница во Тетово, каде повредата му била санирана. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. СВР Тетово има регистрирано уште еден физички напад, овој пат во гостиварско село Косе. Бил нападнат жител од ова село на возраст од 21 година. Тој додека седел во близина на основно училиште, дошле 3 лица од истото село и физички го нападнале. Тие го удирале со топаници и клоци по главата и телото, пошто тој паднал во безсознание. Тетовци од денес ќе имаат можност да купуваат мебел од познатиот салон Форма Нова во двојно поголем изложбен салон. На 1500 метри квадратни на 2 нивоа, салонот нуди голем асортиман на мебел по сечи вкус. Од утре пак ја промовираат акцијата Земи носи. Еден од најпознатите брендови за мебел кај нас, Форма Нова, од денес и официјално го промовира проширениот салон во Тетово, кој од сега се простира на 1500 метри квадратни изложбена површина, распределена на 2 ката. Во огромниот простор изложен е комплетниот асортиман на плочести тапациран мебел на Форма Идеале Крагуевац, Јена Јагодина Алмак, Савело и други производители. На долниот кат изложени се спални соби, гардеробери, француски лежаи, кујни, трпезариски маси и столици, додека на горниот кат изложени се гарнитури за седење, телевизиски комоди, предсобја и детски соби. Почнувајќи од утре 11.6.2018 година, па се до 20. јуни, Форма Нова ви нуди акција насловена како Купи носи, преку која одредени производи можете да ги купите и до 50% попуст. Инаку салоните на Форма Нова располагаат со целиот асортиман на реномираната компанија Форма Идеале од Крагуевац, како и со асортиманот на голем број домашни и странски компании и се ова по најниски цени во државата. Во среда на 13 јуни во просториите на Општинската организација на СДСМ во Тетово ќе се организира крводарителна акција по повод денот на крводарителството. Акцијата ќе трае од 9 до 13 часот. Од Општинската организација ги повикуваат граѓаните масовно да се приклучат на оваа хуманитарна акција. Општина Маврово Ростуше ќе спроведе јавна презентација и јавна анкета. Соопштение за организирање на јавна анкета со јавна презентација за архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели на катастарска парцела број 1117 низ 5, 1117 низ 6, 1117 низ 7, 1117 низ 8, 1117 низ 9, 1117 низ 10, катастарска општина Маврово, со намена Б5 хотелски комплекс, општина Маврово и Ростуше. Опфатот на овој архитектонско-урбанистички проект е дефиниран од север граница, представува пристапен пат до локациите. Од исток граница е источната граница на катастарските парцели број 1117 низ 5, 1117 низ 10 и 1117 низ 7, каде што по границата на истата парцела продолжува и на југ, за потоа да премине по јужната граница на катастарска парцела број 1117 низ 8, се до запад граница представува повторно пристапниот пат. Опфатот се состои од 2 градежни парцели и е со неправилна форма и се дефинира градежна парцела околу претходно легално изграден градежен објект и се предвидува нова градежна парцела со дефинирани параметри за нов објект. На овој начин се формира опфатот 8539,95 метри квадратни. Јавната анкета и јавната презентација за архитектонско-урбанистичкиот проект за формирање на градежни парцели на катастарска парцела број 1117 низ 5, 1117 низ 6, 1117 низ 7, 1117 низ 8, 1117 низ 9 и 1117 низ 10, катастарска општина Маврово, со намена Б5 хотелски комплекс, Општина Маврово и Ростуше, ќе се спроведе со изложување на предлог урбанистичкиот проект во просториите на Општина Маврово и Ростуше во Оделението за урбанизам во Маврови Анови.
Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на соопштението, и тоа од 11.6.2018 до 18.6.2018 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.6.2018 година во 10 часот во просториите на одделението за урбанизам во Мавров Јанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Центарот за јавно здравје Тетово денес утре и задутре, почнувајќи од 9 часот до раните утрински часови, ќе спроведе превентивна дезинсекција против комарци во општина Јагуновце. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депониите на подрачјето. Се апелира до пчеларите да преземат мерки за заштита на пчелите. Цио Георгиевски и Стојан Павлевски, за кој обвинителството по разгледување на новите докази го смени обвинителниот акт од обид за убиство на пратеникот Зијадин Села во насилство за настаните во собранието од 27 април лани, денеска пред судот ја признаа вината по новото обвинение. Двајцата обвинети кажаа дека свесно и доброволно ја признаваат вината. За кривичното дело насилство според законот е предвидена затворска казна од 6 месеци до 5 години. Председателот на судечкиот совет, судијката Славица Андреевска, по признанието на вина од обвинетите, кажа дека кривичното дело за насилство поведено по измените на обвинението се раздвојува од постапката на другите обвинети, кои се обвинети за обид за убиство. Александар Василевски Нинджа се предал на полицијата и се наоѓа во затворот во Шутка. Василевски се сомничи за учество во насилство во собранието кои се случија на 27 април 2017. Горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати за просек од 3,35, односно 2,27%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 72 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 74, Евродизел за 63,5, екстра лесното масло за домаќинство за 52,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,74 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ги изнесува 33,78 денари за килограм. Како причина за намалување на малопродажната цена на нафтените деривати се посочуваат за 4,75% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминативе 14 дена. Преку инвестирање во младите лекари, задржување на најдобрите кадри во земјава и нивна доедукација, со можност за напредок во кариерата и зголемување на платите на лекарите, ова го најави министерот Венко Филипче на денешната трибина пред младите лекари, студенти и специјализанти на медицински науки, каде се разговараше за надминување на постоечките предизвици во здравството. Со заеднички напори и со помош на владата за прв пат во Македонија се обезбедија средства за исплаќање на доместокот на приватните специјализанти за нивниот труд и работа во висина од минимално загарантираната плата за општ лекар. Веќе почна исплатите за околу 200 специјализанти од овој месец, дополнително ќе бидат исплатени уште 92 кои беа запишани на специјализација со јанарскиот конкурс годинава. Со заеднички договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, дополнително уште околу 40 специјализанти стоматолози од септември месец ќе добиваат соодветен надоместок. Изминативе години младиот медицински кадар беше заборавен од држава. Лошите политики придонесоа младите да ја напуштаат земјата. Здравството беше клекнало на колена, наследивме руинирани болници и големи долгови. Младите единствениот излез од целата таа ситуација го гледаа во учењето странски јазик и аплицирање за работа во странските земји. Единицата за специјални задачи Тигар е годинешниот победник на научниот турнир во мал фудбал Бобе Јуниор 2018. Екипата на Љуботен се изборија за второто, а фудбалерите на Сторибар за третото место.
успешно заврши уште едно фудбалско финале на меморијалниот ноќен турнир Бобе јуниор во населеното место Јанчиште. Екипата на единицата за специјални задачи Тигар го понесе пекарот за освоено прво место на годинешното издание на турнирот. Трето место екипата на Сторивар. Второ место екипата на Љуботен. За прво место на овој турнир е екипата на СЗ Тигар. Пред почетокот на турнирот учесниците беа во посета на вечното почивалиште на Бобе, да му оддадат почит на организаторот на турнирот. Оној кој го иницираше да почне и истиот тој за кој се уште трае, но за жал прерасна во меморијален. Кога почнав да пишувам за него, гледав долго во ова бело парче хартија. Се прашував дали е доволно силно да ги издржи моите вдабени букви потопени во солзи. Зашто не пресушија и по 6 години, откако не напушти. Замина на небото и оттаму не гледа, ама тоа не е утеха само во безизлезните моменти. Во секој друг миг од денот посакувам да беше меѓу нас, да се насмее, да се шегува, да не сплоти. Зашто повеќе ништо не е исто. Ни утрото, ни ноќта, ни денот, ни животот. Организаторите на турнирот обезбедија награди за најдобар фудбалер, најдобар стрелец, најдобар голман и награда за најдобар спонзор-менаџер. За најдобар фудбалер на овој турнир е Горан Јовчевски Џивџи. За најдобар стрелец Јовица Столевски. За најдобар голман Кирил Ристовски. Најдобар спонзор менаџер Владимир Серафимовски. Најдобар играч Даниел Јандриевски. Најфер. Најфер екипата на Блаце. Во дрим тимот се следните играчи: Кирил Ристовски, Славчо Антовски, Мирослав Атлевски, Филип Јовановски, Горан Јовчевски и Мики Веселиновски. Медиумски покровители на турнирот беа радио и телевизија КИС Тетово. Денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 17 часот и 30 минути и ќе имате можност да го гледате финалето на меморијалниот ноќен турнир Бобе јуниор. Во Гостивар по 16-ти пат се одржа меморијалниот турнир Другарите за Игор во чест на гостиварскиот кошаркар Игор Билевски, кој прирано го загуби животот во сообраќајна несреќа. Турнирот има хуманитарен карактер.
Викендов во Гостивар се одржа меморијалниот турнир Другарите за Игор, посветен на прерано загинатиот гостиварски кошаркар Игор Билески, кој го загуби животот во сообраќајна несреќа во 2002 година. На овој начин неговите блиски сакаат да му одадат почит и да ја продолжат кошаркарската традиција. На турнирот учествуваа 8 младински екипи од Гостивар и од други градови од земјава кои играа во 2 категории. Ова во Гостивар што се случува сега во изминативе 3 дена, тоест петок, сабота и недела, е традиционален меморијален турнир во кошарка. 16-та година поред во чест на нашиот другар Игор Билески, кој што е погинат во сообраќајна несреќа и во негово име се одржува турнирот. Сега оваа година за прв пат има турнирски карактер со учество на 4 екипи во М16 и во М18 категории, за тоа што екипите се измешани од различни градови од државава. Значи учествува кошаркашкиот клуб Тетекс од Тетово, учествуваше КК Гостивар во 2 генерации, КК Работнички од Скопје, КК Феникс од Скопје исто така и КК ФНП Академијата. И уште еден локален клуб од Гостивар, КК Кец. Вчера се одиграа финалните надпревари. Во категоријата 16 години во финалето се најдоа КК Кец Гостивар и КК Работнички од Скопје. Кошаркарите на гостиварскиот тим беа поуспешни и го освоија првото место, совладувајќи го Работнички со 90-51. Во вториот финален меч во категоријата 18 години во финалето играа екипите на Гостивар и на Феникс од Скопје. Домакините повторно беа поуспешни и ги совладаа скопјани со 71-59. Меморијалниот турнир Другарите за Игор има хуманитарен карактер. Парите собрани од 3-дневниот настан годинава ќе бидат донирани на спортската сала Младост. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 14 до 20 степени, а дневната од 28 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Според прогнозата на синоптичарите, времето утре ќе биде претежно сончево, попладне со краткотраен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 15 до 21 степен, а дневната од 28 до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!